Почитувани во пресцентарот на МИА во Штип, наши ваш гостин е Рубин Гулабовски, научник и универзитетски професор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Господине Гулабовски, добро ни дојдовте во пресцентарот на МИА. Добро ви најдов, поздрав за сите гледачи на МИА. Така. Вие сте меѓу топ 2% на највлијателни научници во светот според Стенфорд листата. Што значи еве ова да ни објасните? Вака, значи од 2018 година па до сега континуирано Стенфорд универзитетот според разни параметри ги рангира 2% најуспешните и највлијателни научници од сите области и на сите времења. Значи тоа е една опширна листа во која што бодувањето се врши спрема различни критериуми, како што е публикувањето, успешноста од публикувањето, списанијата во кои што се публикувани, бројот на авторите со кои што е соработувано, факторот на влијание на списанијата и ред други работи кои што се познати за научната јавност. И во континуирано од 2018 година на листата на најуспешни научници, највлијателни од Македонија се 4 академици, сега 5 мина академици, веќе 2 пензионирани професори беа и јас единствениот што не сум ниту професор, нити академик. Навистина е тоа еден голем успех и покажува во која насока се одвивала и се уште се одвива науката. Посебно сум горд на тоа рангирање затоа што најголем дел од работите што се вреднувани, што се рангирани, се направени тука во Македонија откако сум вратен, а не се во Германија, Португалија или Швајцарија, каде што бев претходно. Така, на кои научни истражувања работите? Вие сте хемичар, така? Да. Она што го работиме ние е електрохемија. Сега кога зборуваме за електрохемија, прво што ни доаѓа пред очи се или батериите или некои корозии, меѓутоа ние работиме електрохемија на биолошки системи, односно главно на ензимски системи. Што значи тоа? Дишењето е таков еден електрохемиски процес, претварањето на храната во енергија е еден таков електрохемиски процес и ние покрај теоретското моделирање на таквите ензимско-субстратни реакции правиме и правевме и претходно експерименти со кои што на некој начин станавме славни во наводници према некои експерименти кои што случајно ги дизајниравме. Ништо не беше интенционално, меѓутоа електрохемијата денеска е една од науките интердисциплинарни кои што наоѓа апликација и во дизајнот на лекови, и во интеракциите на лекови, и во дизајнот на системи како што беа наночестичките кои што помогнаа за дизајнирање на вакцината против ковид и на сите тие месенџер РНА вакцини што ќе дојдат во иднина, и за испитување на својствата на материјалите, и за испитување на својствата на ензимите. Таа е една од ретките техники за која што досега се имаат 2 Нобелови награди добиено. Крајно интердисциплинарна, екстремно тешка, меѓутоа извонредно апликативна наука. Така. Каде се тоа може да се најде примена? Можеме да најдеме во фармацевската индустрија, како што кажавме, при аналитиката, при дизајнот на лековите. Можеме да најдеме во физиологијата, во биоелектрохемијата, во науката на материјалите, посебно на овие наносистеми сега што ги наоѓаме. Значи нема во заштитата на животната средина, во аналитиката, нема подрачје каде што електрохемијата не може да најде примена, а она што е интересно е што е екстремно ефтина и брза техника. Така. На Светскиот ден на науката гласно говоревте за состојбите во науката еве на државно ниво. Рековте дека само 1 милион евра државата дава на македонските научници. Меѓутоа, тие завршуваат како плати за вработените во институтите и на универзитетите. Сметате ли дека оваа поддршка е всушност трошка за вас, научниците? Тоа беше пред една недела и сум направил 50% грешка. 50% е помало сумата што ја добив. Значи, околу 500.000 евра директна поддршка во науката доаѓаат во Македонија и сега тоа е апсолутно незамисливо дека нешто може да се поддржи
во научна смисла со толкава мала сума на пари. Ги знаеме сите состојбите во државата какви се. Ние во науката, во суштина во Македонија една константа од 93 година па до сега. Ние апсолутно не се грижиме за пари затоа што знаеме дека воопшто нема пари во науката. Проблемот е пристапот и како сето тоа да се смени. Значи имаме пристап да зборуваме цело време дека ништо не чини, дека државата треба да се грижи за сето тоа, меѓутоа сите ние кои што на некој начин не виделе како сето тоа функционира надвор од Македонија, сме способни, знаеме, имаме потенцијал како да ги донесеме тие средства и проектите од Европска унија, од Америка, од Јапонија тука. Меѓутоа, зошто е таа минимална поддршка? Знаеме дека во западноевропските земји таа е многу поголема, во двоцифрена, трицифрена. Ќе ви кажам само еден пример. Значи, моментално сум професор кој што е истражувач на универзитетот во Гетинген, кој што има најголем број на најпознати нобеловци по глава на студент. Значи има повеќе од 20 нобеловци, 20 активни се уште таму. Имаме на тој универзитет наш професор Иван Богевски на катедрата за физиологија, таму во неговата лабораторија тој има 10 до 15 пати во една лабораторија повеќе средства за наука отколку целокупниот фонд за наука во Македонија. И сега можете да споредите една лабораторија со една држава. Значи, тука е проблемот во стратегијата. Јас можам и јавно тоа го кажувам, во Македонија сите закони, се што се прави досега од осамостувањето, се прави за да се удоволи на некои стотина луѓе. И не знам зошто едноставно во сите закони соматичен број нека се напишат и нека кажат за овие луѓе не важат законите, за да тргнат другите работи. Сите сме сега заложници на тие политики, а за науката апсолутно никој ниту мислел, нити мисли сега, нити ќе мисли, верувам, во наредните 20-30 години, додека не се направи стратегија вистинска за науката. Стратегијата знаете како е. Дајте да менаџираат и да дадат предлози тие што знаат, тие што можат, тие што нешто направиле, да ви кажат што треба да не правите пречки во државата. Ние имавме таква една ситуација во која што пред 2-3 години, не спомнувам имиња, бевме поканети во Министерството, како излевовме прв пат на Стенфорд листата и дадовме, јас, академик Мирчевски, академик Коцарев, стратегија да се вложи во центри за извонредност, во која што државата ќе ги плаќа само младите научници, се друго ние ќе обезбедиме. Тоа се 20.000 евра по еден центар, таков за извонредност, а ги има 50 на многу лесно препознатливи во Македонија. Значи, добивме покана, го направивме сето тоа, после тоа 2 години не добивме никаков одговор што со сето тоа. Некој консултант нивни им кажал фрлете го тоа во корпа и тука заврши целиот наш ентузијазам како да придонесеме. А инаку тоа е суштината. Имате центри, не знам таму, за информатика, за машинство, за роботика, за дизајн на лекови во Македонија и вложете во тие центри кои што се препознатливи во млад кадар. Нас не ни требаат пари. Ние доволно имаме и фондови од каде да работиме и од каде да доносиме. Проблемот е кај нас дека како младиот кадар да го задржи. Така, имат ли условија младите да истражуваат? Исто и вие како научници, имате ли добри лаборатории? Се подобрили на таа тема нешто? Ова што ќе ви го кажам, јас многу не го знаат и голем дел јас не го знаев до пред некое време. Значи, ние во тој инструментален лабораториски потенцијал стоиме на некое рамништо што е европско. Значи, современа наука може да се прави во огромен број на лаборатории, кои што еден дел беа во 2012 година преку тогашниот министер Тодоров донесени на универзитетите, на факултетите, меѓутоа проблемот е во тоа што се направило без концепт. Значи, тоа е за секоја пофалба се донесува, а инструментација се опремија 20 на 30, може би 50 лаборатории со некои 50 на милиони евра. Истиот концепт грешен го имаме сега со, најпресно тоа што е 3 акцелератори во Битола, во 2 во Скопје, од 2017 година купени, не ставени во функција, затоа што нема физичари.
а физичари се запишуваат 1 до 2 на Институтот за физика. Каде ќе ги најдеш тие? И тие се заминати некаде. Значи, концепцијата е прво обезбеди кадар, а потоа тоа што треба да направиш инфраструктура и опрема да се обезбеди. Ако ви кажам дека ние имаме на Универзитетот Гоце Делчев Штип електронска микроскопија по најнови стандарди, која што е најголем дел од светски познатите лаборатории, ќе се зачудите. Јас се зачудив затоа што пред некој месец прв пат работев. Ги знаев работите, не ги знаев потенцијалот кој е на сите тие работи. Ако ви кажам дека на некој од институтите во Скопје, на технолошки, на машински факултет, на природно-математички, посебно на фармацевски факултет, имаат апаратури со кои што можат конкурентни да бидат во секоја една лабораторија и во секоја една наука, ние ќе се зачудиме. Имате ваква една ситуација, затоа што има некоординираност. Се сеќаваме сите на пандемијата пред 3-4 години. Знаеме дека првите тие брисови за анализи на почетокот од пандемијата се носеа во Ниш за да се добијаат резултати. Значи, таа техника PCR е толку рутинска, толку едноставна, толку застапена. Потоа ја дадоа и на агенции за обезбедување да прават такви PCR анализи, а такви ги имаше и на фармација, ги имаше и кај нас на факултетот, на земјоделскиот факултет, и во МАНУ, меѓутоа немаше координација како сето тоа да се искористи во дадената ситуација. И тоа е жалното што стратегијата, која што треба да се базира главно на човечки потенцијал, се става на последно место. Така, зашто еве државата не ги слуша научниците, академиците? Ние сме мала група. Значи, прво, не сме политички активни. Второ, имаме голем степен на слобода да зборуваме за секоја било една тема. Трето, не подпаѓаме лесно под политички влијанија. Тоа значи дека не си интересен, дека си ставен настрана, ти даваат некоја плата, никој не се занимава со ова што го правиме, значи ние можеме и 10 Нобеловци да имаме во Македонија, сето тоа не е бадијала, кога од некој друг, од политиката главно ти зависи импактот и насоката на целата наука. И од таа гледна точка, мислам дека ништо нема да се промени во догледно време во Македонија. Зошто толку песимистички став? Па ги видов веќе работите, јас, значи доволно долго сум тука и она што на некој начин е иронија е што работите до 99-та или 2000-та година додека бев тука во Македонија беа многу подобро организирани откако се вратив од 2010-та година до сега. Ги знаеме луѓето, јас еднаш дадов интервју, не давам често интервјуа, кажав дека на вистинските места во Македонија многу одамна имаме грешни луѓе. Ако ти немаш човек што ја знае таа стратегија, знае таа проблематика, знае како да направи на некој начин политика за науката, тогаш ништо немаш. Сега имаме некој национален совет за високо образование, направија некои насоки, направија некои програми, сето тоа што го направија, еве денеска пред 2 часа, Уставен суд го укина. Што да ви кажам понатаму, иронијата е голема тука. Така. И тоа што значи според вас? Тоа значи дека во Македонија, додека не дојдат вистинските луѓе на вистинско место, додека не се покаже кој е потенцијалот на науката во светски рамки, кои се можностите на научниците во Македонија во реалниот систем, треба да поддржуваме наука апликативна, меѓутоа треба да поддржуваме и наука која што е на вистина наука која што влегува во суштината, фундаментот на науката. Ние прво не можеме, зборуваме со други јазици, не можеме да се разбериме. Кога зборуваме во министерствата, тие прво не прашуваат кој е потенцијалот во смисла колку пари од сето тоа комерцијално вие ќе заработите. Ние не работиме пари за комерцијална апликација. Ние работиме наука за некои други цели. Она што во моментов постои во Македонија е ако не вложуваш во наука која што ќе ти се врати, тогаш ти се тие фрлени пари. Нашиот концепт е целосно спротивен. Го имаме она спротивното, светот вложува во наука. Тоа е и затоа имав едно предавање пред некои 6 години, мислам беше, овде кај јас ги кажав, тоа беше предавање популарно за аудиториум генерален, некои предавања за
луѓе што направиле многу во науката, а ништо не добиле од науката, не добиле Нобелови награди. И сите овие работи што ни се случи од 2020 до 2023 година ги кажав затоа што ние живееме со тоа, ги знаеме проблемите и можеме да ги предвидиме. Знаеме што ќе се случи. Им кажував на студентите пред 4 недели дека следното што ќе дојде ќе биде вакцина против сите типови на канцер и дека ќе дојде за 6 месеци, дојде за 4 недели после тоа. Значи таа истата месенџер РНА вакцина. Тие работи кога ги знаеш во науката и кога тие мислења на некој начин ги споделуваш, ти можеш многу работи однапред да предвидиш кои ќе бидат проблемите што ќе се јавуваат. Еве сега покрај таа МРНА, сајбер безбедноста ќе биде главен проблем и криптовалутите ќе бидат главен проблем. Фармацијата веќе си го зеде своето со таа вирус пандемија, од една страна не спаси, од друга страна има огромни профити и тука ќе има мирување во тој дел. Меѓутоа, тие три проблематики заедно со енергетските проблеми што ќе настанат и со сите овие последици од војната се нешто што е предвидливо. Беше предвидливо и тоа со вирусот, меѓутоа никој не сакаше да слуша. Тоа многу кој ретко верува во она што го кажуваат научниците, затоа што најверојатно зборуваме со други јазици во однос на обичниот народ. Спомнавте каде ќе се движи светот, еве младите се насочени кон медицина, кон IT сектор. Што ќе биде идната професија или па ќе се држиме кон овие две топ професии? Знаете како, има отстапување од рамнотежата од години во години, тие се стварно сега тренд секаде. Значи, IT индустријата, информатичките науки, медицината се навистина во тренд, меѓутоа, оние интердисциплинарни науки, како науките за материјалите применливи во медицината, биоинформатиката, сето тоа ќе биде нешто кон кое што ќе се стремиме. За жал, многу ќе имаме назадување во тие инженерските, стручните професии и тоа може во даден момент да направи големи проблеми, значи во разни области, меѓутоа тоа е тренд од сега и ќе биде уште наредните 20-30 години со сигурност. Така. Дали лесно можете да дојдете до пари од фондации, еве, да се финансираат научниците? Вие се финансирате од таква фондација. Дали младите тоа можат да го направат? Тоа е нашата идеја. Во суштина, јас откако се вратив тука во Македонија, тоа ми беше идејата. Како тоа што сум го стекнал искуство, како тие конекции да ги донесам во Македонија, да може да ги заинтересираме младите преку нас да воспостават линкови, конекции и тоа што сме го направиле ние еден ден да се вратиме тука со знаењето и со искуството и тие да го направат. Го направивме првиот дел, за вториот сгрешивме катастрофално, затоа што сите што беа околу нас веќе иреверзибилно заминаа и не постои надеж дека ќе се вратат, откако ќе ги видат условите таму и откако ги знаат какви биле условите тука. Дали имаме регистар во државата колку научници ни имат заменато во белиот свет? Имат регистар тие од диаспората, значи најголем дел организации кои што се занимаваат со тие работи. Во Македонија не постои регистар. Во Македонија постои регистар на научни работници кои што се истовремено и универзитетски професори. И мал број има само што се занимаваат само со наука, а не се во образованието. И вкупниот број на таквите луѓе е околу 5000, за тоа постои регистар. Меѓутоа, немаме регистар од државата колку број заминале, каде се наоѓаат. Тие податоци ние ги земаме најчесто од датабазите на диаспората. И колку се тие од прилика, дали знаете? Ако ви кажам број, последното што го видов беше околу 3500 македонци што имаат контакт со диаспората. Голем дел нема, тоа значи најмалку 7000. Ние имаме многу повеќе надвор од колку што имаме во Македонија. Македонија 5000, таму можете да замислите. И ние се гордееме со сите нив и тие ни се од голема помош. Сите тие се патриоти. Она што го добиваме, главно го добиваме преку нив. Значи, одиме кај нив, опрема добиваме од нив, грантови добиваме преку нив.
наши студенти одат кај нив, така да тие не забораваат од каде се и од каде дошле. Зошто научниците ретко излегуваат на телевизија? Зошто тешко зборуваат пред камера? Зошто новинарите не ги знаат научните достигнувања на македонските научници? Тоа е резултат на недостаток на промоција од наша страна. Значи, најголем дел од научниците се скромни, не сакаат да се истекнуваат. Ја работат работата што знаат да ја работат, не сакаат да се експонираат. Ретко кога влегуваат во политички дебати, затоа што кај нас, ако не си политички активен, генерално не припаѓаш во таа елита која што е експонирана и од која што може да се добијат некои податоци. Голем дел, ви кажав, од нас, работите што ги работат се толку специфични што се крајно неразбирливи кога разговараме меѓу нас, меѓу себе научниците, а не пак да ги пренесиш на обичниот граѓанин. И тоа се главните причини. Едноставно работата си ја работат на раат, не се мешаат во другите дневно-политички настани. Така. Рековте дека македонските новинари не знаат за одредени научни достигнувања на наши научници. Споменавте едно име од Тетовскиот универзитет, Кимет Јусуфи. Колку такви научници имаме во земјава? Ние се изненадивме. Јас не го знам Кимет Јусуфи, меѓутоа сум импресиониран од она што тој го има направено. Тој момче на некои 35 години, го видов прв пат кога доби награда од председателот Пендаровски во 2020 или 2021 година за најдобар млад научник, и потоа можев да ги следам неговите трудови и она што го прави. Кимет Јусуфи е теоретски физичар. Кимет Јусуфи не може да има ментор во Македонија, затоа што никој не го работи тоа што тој го работи. Кимет Јусуфи е самоук научник кој што воспоставил линкови со најдобрите теоретски физичари во светот, работат на теории на црни дупки, работат на нешто фундаментално за кое што Ајнштајн не добил Нобелова награда, меѓутоа Стивен Хокинг бил еден од оние што биле на некој начин импресионирани од црните дупки, и овие работат наши, односно тој од Македонија единствениот, другите се сите светски познати научници кои што ако продолжат во таа насока, тие ќе добијат многу брзо Нобелова награда за нивните откритија. Тие се такви фундаментални знаења кои што не носат до потеклото на универзумот и до тоа какви се и што можеме да искористиме од тие црни дупки. Сега најновата теорија дека и нашиот универзум и ние се наоѓаме во некоја црна дупка. Значи, тоа што го прави во Македонија, тоа е резултат на талент, посветеност и ентузијазам и можност за својата работа да ја прошири со светски научници. Она што тој го публикува во светот е во најеминентните списанија за физиката и е крајно респектабилно. Јас сум еден од неговите најголеми фанови во моментот. А за Кимет Јусуфи, освен таа вест што се појави тогаш, не сум видел дека на друго место е појавена. И сосема на крајот од овој наш разговор, се погласно се говори за вештачката интелигенција, влегува во одредени, да кажеме, сектори. Да ни кажете, според вас, колку таа ќе го смени животот на луѓето во наредните 2 или 5 години? Почна веќе да го менува вештачката интелигенција животот. На почетоков јас бев голем противник поради негативните работи, импликации што можат да се на некој начин рефлектираат од вештачката интелигенција. Сега е во голем дел олеснето пишувањето на научните трудови, меѓутоа олеснета е науката затоа што таа има толкава моќ да абсорбира податоци од разни страни, доколку тие податоци се искористат за нешто суштествено, за нешто позитивно, тогаш ќе видите многу брзо дека вештачката интелигенција, ова што сега ние го правиме во дизајнот на лекови за неколку години, таа ќе го прави за неколку минути. Значи, јас гледам само позитивниот аспект на таа вештачка интелигенција, дека многу ќе ни промени, ќе ни помогне. Нормално има и негативни на некој начин импликации од целото нејзино постоење, меѓутоа на регулаторните тела е да направат што таа не може или не треба да дава како податок. Во секоја смисла, во наредните години
Јас очекувам само позитивни вести од вештачката интелигенција. И така, го споменавте и сосема на крај, го споменавте лекот за против сите видови на канцер. Кога еве човештвото од оваа болест ќе биде спасено? Па тоа е резултат на истражување на BioNTech, компанијата која што беше вклучена во дизајнирањето на Pfizer-BioNTech вакцината Messenger RNA и која што можеме што сакаме да кажуваме во моментот, меѓутоа таа го спаси човештвото. Значи, тие целата таа постапка, целите протоколи не смеја понатаму да ги развиваат во Германија. Тие се турски иселеници, германци, но турски иселеници, затоа што во Германија веќе е забрането и невозможно клиничките испитувања со животни, со глувците. Тие сега се во моментот во Англија целосно проселени и веќе ги имаат првите резултати пред неколку недели објавено, каде што имаат покажано на животни повеќе од 80% ефикасност на сите типови на канцер. Значи, тоа се знаеше со развивањето на вакцината, видовте и Нобеловата награда оваа година за медицина појде на тие што ја развива таа технологија за месенџер РНА вакцините. Јас очекувам дека доколку не постојат обструкции државни, политички, фармацевски, дека за 1 до 2 години ќе биде на пазарот достапна таа вакцина. Господине Голабовски, ми беше чест што бевте во пресцентарот на МИА. Благодарам за поканата. Почитувани, ова беше професорот и военно-научник Рубен Голабовски, научник и професор на Универзитетот Гоце Делчев.